Се поклонили уметникот пред публиката или политиката? Оваа теза се наметна во јавноста како Дарко Лешовски беше именуван за нов председател на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата. Момчето кој пред само неколку години се прослави со својата Facebook поезија и ги освои симпатиите на дел од читателите со својот стил и став, денеска мета на критики на јавноста. Писателот Иван Антоновски вели дека именувањето на Лешовски е деволвирање на една стожерна манифестација како што се Струшките вечери на поезијата. Човек кој негаторски се однесувал кон книжевните манифестации и без никакво искуство во сферата на книжевниот менеджмент не може да биде адекватен за оваа позиција, вели Антоновски. Човек кој што беше дистанциран од културниот и книжевниот живот во сиот изминат период на неговото дејствување во нашиот простор, во смисла на присуство или ангажман околу книжевни манифестации, човек кој што негаторски се однесуваше кон книжевните и културните манифестации не само во Македонија, туку како настани, како чин кој што се случува воопшто во светски или европски рамки. Не говориме тука само за Струшките вечери на поезијата, туку човек кој што велеше дека нема ништо поздодевно од поетско читање и од поетски фестивал, сега доаѓа на клучна позиција на најпрестижниот и најклучниот поетски фестивал во Република Македонија, меѓутоа и пошироко. За Антоновски спорни се именувањата и на останатите членови на управниот одбор, меѓу кои, како што вели тој, нема ниту еден истакнат книжевник. Според Министерството за култура, пак токму со смелите ставови и досегашниот ангажман, Лешовски ја заслужил шансата и довербата. Сметаат дека токму тоа ќе му помогне на Лешовски во внесувањето на доза свежина во манифестацијата. Мислам дека младоста, свежината, смелоста што ја носи Лешовски ќе биде конструктивен придонес во оваа смисла. Самата дискусија која што ја покрена неговото именување и која што манифестацијата Струшки вечери на поезијата ја врати во фокусот на јавноста, е доволен показател дека овој потек не е погрешен. Телевизија 24 се обиде да добие став од Дарко Лешовски. Иако рече дека ќе одговори на нашите прашања упатени до него, се до емитувањето на овој прилог негов став не добивме. Тој неодамна се огласи на Facebook, објавувајќи краток извадок од судењето на поетот Јосиф Бродски, за кој, како што вели, се сеќава како со својот татко го проследил неговиот настап на Струшките вечери на поезијата во 1991 година, кога Бродски бил добитник на наградата Златен венец, иако Бродски никогаш не дошол во Струга, што повторно најде на остри коментари дека Лешовски не го познавал историјатот на манифестацијата.